Добар ден, ова е стартот на магазинот за практично родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Новопечените мајки често поставуваат прашање што е нормална столица, како изгледа нормалната столица кај новороденчето во првите месеци после раѓањето. Столицата на бебето се разликува од столицата на поголемите деца, но при тоа исто така прави разлика какво млеко пијат и на кој начин се хранат, односно каква храна конзумираат. Се за столицата кај бебињата, денеска ќе дознаете од нашата драга гостинка, професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог од Клиниката за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Секогаш ваш драг пријател и гостин и многу ми е драго бидејќи навистина до сега не сме дискутирале на оваа тема и верувам дека ќе биде интересно за гледачите бидејќи кога ме прашавте дали сум слободна да дојдам да коментираме нешто околу ова, првпат ќе зборуваме токму на оваа тема, а е многу специфична и многу важна за родителите. И секогаш имаат родителите многу прашања поврзани со столицата на бебето, бидејќи тие на почетокот се навистина изненадени од изгледот на столицата на новороденчето. Таа може да има различни конзистенции, различни бои, што е нормално, сето тоа ќе појасниме. Обично родителите не ја гледаат првата столица, мекониумот, бидејќи после породувањето со бебето остануваат во болница. Што е мекониум? Каков е нејзиниот изглед? Не е само родителите, тука сме и ние лекарите многу важни, особено ние неонатолозите што се занимаваме со патологијата на новороденчето, која секогаш велам, новороденчето не е возрасен во мало. Тоа е број 1. А исто така и новороденчето па не е ни дете. Тоа си има своја посебна специфика и особено тие први клучни 40 дена, кога практично настанува таа адаптација, таа промена од она што се случувало во утробата на мајката каде станува веќе иден човек и од она што ќе се случи кога ќе се роди тоа дете. Ме прашавте за едно многу важно прашање, кое и ние е испитно прашање на студентите и кое е облигаторно да се знае, тоа е што е мекониум. И обично јас стално велам вака, што ви се случува кога сте под стрес? Кога сте под стрес, секогаш имате проблем со тоа да одите, нели, со стомакот, односно одите во тоалет. Тоа е тоа што се случува и кај новороденчињата. Кога новороденчето е под стрес, тогаш ако е дополнително и мајката и новороденчето под стрес, она која што е првата дефекација или спуштањето на првата столица уште во утробата на мајката, веќе ни е голем аларм дека детето е во стрес и ќе треба веднаш да се вади и е најдобро да тоа се случи со царски рез, бидејќи на тој начин избегнуваме евентуално ако веќе дефецирало внатре, значи во самата амнионска течност, и ја гледаат добро акушерите пред породување дека е меконијална околу плодова вода, значи стресно е детето и нешто се случило што го натерало да ја заврши таа работа не во првите 24 часа од кога ќе се породи, туку уште во утробата на мајката. Значи стресот како таков или тој дистрес така наречен, значи нешто се случува и кај мајката и кај детето, не е доволно добар аларм како ние да постапуваме во првите неколку минути, односно во првите клучни сат, 2 или 24 часа, каде што го мониторираме или посматраме детето што и како се однесува во првите адаптациони минути, клучни за понатамошниот негов, да речам, статус, како ќе се однесува. Значи, тоа е тој прв мекониум или првата столица, која во принцип треба да се случи после 24 часа и таа е нормално мешана со сите тие работи кои што се од утробата на мајката внатре од самата амнионска течност, од многу други фактори кои ја направиле бојата да биде и најчесто е зелена. И обично кога ќе се искака прв пат детето во првите 24 сата, ние сме срекни, бидејќи се испразниле цревата и веќе се спремни за она кое што настанува, односно првото цицање, првото млеко кое навлегува нели во желудникот, односно преку цревата веќе треба да почне да се формира правата столица, која, пак ќе кажам, во првите неколку дена додека не се стабилизира, не е автентична како онака. Тука е преодна. Тука така е преодна и не е иста како таа која ќе дојде после неколку дена, да не речам после првата недела, кога и се стабилизира. Како изгледа здравата столица кај бебе кое што цица, односно кое што се храни со мајчино млеко? И во самите книги, во самата литература и ова што го памтам јас секогаш од предавањата, тоа не е испитно прашање на нас. И таа е боја на керамида, да ја речеме на некој начин. Значи, прво има еден облик кој што е жолтеникав, ама жолтеникав не права жолта боја која треба да дојде како таква после извесен временски период, туку еве окер, да ја кажам на некој начин, или како што ви е перницата од нас. Еве така, баш ваква.
И потоа, нели, додека се isfermentира се, додека почнат самите ензими да лачат тоа што треба, додека се отворат бактериите, добронамерните бактерии кои понатаму исто влијаат во ферментирањето на храната која влегува, нели, преку устата, односно мајчиното млеко, или на тие кои што се на адаптирано млеко, пошто имаме, нели, обично во принцип, нели, се на мајчино млеко, но да не ги исклучиме тие кои што поради X причини па мора да примаат и друго млеко. Ќе проговориме и за тоа. И тоа се фази во кои практично од окер постепено преминува во жолта, убаво златна жолтеста боја и формирана столица која на почетокот може да биде и потечна, помека, а понатаму веќе да се ја добие својата права форма. Так, а колку често може новороденче да ги празни цревата во првите месеци? Родителите понекогаш се загрижени од бројот на столици. Да, се загрижени, но тоа укажува исто така во однос на тоа како нивното стомаче се однесува во делот на адаптацијата после раѓање, бидејќи во принцип, нели, обично кој е на мајчино млеко, дури и често пати имаме и прашање од мајките, може неколку дена да буквално немате столица, бидејќи буквално се што од мајката, бидејќи е толку корисно го абсорбира за да може, нели, еден дел кој што и самиот со самото, нели, празнење и со самата урина еден дел од својата нормална килажа со која што ќе се роди ја намалува, дури 10% може да ја намали преку столицата и преку уринирањето кое што е нормално. Тоа не го правило, го прави на друг начин во утробата на мајката и во тој адаптационен период 10% од својата килажа намалува. И обично кога ги испуштаме од болници им даваме дознаење дека треба да внимаваат како им е столицата, како мочка, и тоа ни се многу важни работи. Велиме кај новороденчето толку малку, а толку многу зборува. Тоа нема да ви каже што му е проблем. Тоа не може да зборува, да ви каже која му е маката. Ние преку плачот, преку столицата и преку уринирањето практично дознаваме што впрочем и како се адаптира организмот, така да оставаме, значи, до недела дена да дојде до формирање на таа жолтеникава столица. А како изгледа столицата кај бебињата кои што пијат адаптирано млеко? Има ли разлика во бојата? Обично таа е потемна. И знае да биде и, да речеме, дури некогаш и зеленкаста, што обично знае да се асоцира и со тоа дека му треба можеби и повеќе млеко, или евентуално дали добро го прима млекото, бидејќи тоа веќе ги стимулира тие добрите бактерии кои што учествуваат исто така во ферментирањето и употребата на хранливите материи во млекото, нели, апсорбцијата нивна. Во секој сегмент од цревото имаме апсорбција на одредени делови кои потоа вклучуваат, односно влегуваат во растот и развојот на детето, и така да обично знае да биде и потемна, знае потоа да си се самата исто така и задаптира кога ќе си се самите бактерии, доброчудните ги викаме ние, или тие добрите бактерии, да си ја добијат својата улога, понекогаш и пробиотикот врши голема работа, иако дебатите да, не пробиотик, меѓутоа еве и адаптираните млека и сугестијата која е на мајчино млеко, убаво е тој пробиотик да влезе како помагало на некој начин во ферментирањето и внесувањето на хранливите продукти во циркулацијата. Понекогаш родителите ги менуваат адаптираните млека. Може ли тие да понекогаш да предизвикаат тврда столица кај новороденчето? Тврдата столица сигурно дека е нешто што укажува дека детето нешто не толерира. Обично знаете како или храната која е добра и која е пријатна за организмот и која самиот организам ја толерира, ја формира столицата онаква како што рековме, треба да биде нормално конзистентна, значи да не е ни премногу течна, ни премногу тврда. И сега веќе кога доаѓаме до таа тврдост, тогаш укажува на тоа дека самото млеко кое го прима новороденчето или нема доволно течности, значи плюс дополнително течност да внесеме, затоа што и самото спремање на млекото е, нели, течност заедно со сува материја која практично се разредува во водата. Она кое што кај тврдата столица, јас лично многу не го сакам, тоа може некогаш при самото дефецирање да предизвика болка, мачење додека се исврли и понекогаш дури и одредена рагадичка или малку да го напукне онака тенкото место каде што самото новороденче и кожичката ним не е тенка и спремна да може да изреагира вака или онака, и некогаш можеме од тврдата столица дури да видиме и малку крв во столицата, што ни укажува на тоа дека сепак треба нешто да размислуваме, односно да прашаме како мајката го храни, што при тоа колку го разредува тоа, да кажеме, тврдата супстанца што се разредува во водата, дали е тоа
толку колку што треба, бидејќи има точно мерици со кои на 33 милилитри или вода доаѓа една мерица и тоа се знае колкава е содржината на таа тврда супстанца која ќе се разреди, односно колку протеини, масти и јаглени хидрати внесуваме. И морам да ви кажам, тоа е исклучително важно. Дури во кога одиме вака по, да речам, конгреси и така натака, цели студии прават колегите што значи калорискиот внес за одредена група на деца и тука може да се каже да доколку некое дете не го толерира адаптираното млеко, значи или нешто се случува, тоа може да не биде аларм дека можеби нешто друго стои зад таа цела проблематика, па да направиме еден малку по-длабок ресерч или испитување што стои зошто кај ова дете подолг временски период, да речеме, има тврда столица или пак само мека столица. Тогаш веќе укажува дека можеби адаптираните млека повеќе или помалку треба да бидат променети, но јас ќе кажам еве јавно. Повеќе или помалку сите адаптирани млека ја содржат таа потребна супстанца, односно потребните супстанции за растот и развојот на бебето. Некој ги толерира стомачето подобро, некој полошо. Искрено кажано, повеќе или помалку е тоа еден вид, да речеме, и маркетинг, малце и комерција, но тие вршат голема работа кај мајките кои што не можат навистина да го пружат најдоброто. И тука апсолутно секоја чест, бидејќи постојат на пазарот за да можат и адекватна замена да бидат, но нема никаква замена на мајчиното млеко. Нема совршена замена. Тоа е дефинитивно утврдено со сите тие калориски од внес, со сите тие супстанци што ги содржат и од железот до сите оние микроелементи, до макроелементи, до се што содржи внатре млечната пробава. И така натаму. А имуноглобулините е тоа што го нема во адаптираното млеко. Тоа се вика природниот имунитет. Затоа велиме ексклузивно доење до 6 месеци. И до тогаш детето е заштитено од сите евентуално надворешни фактори што можат, тоа му е природен антибиотик и се што треба да биде практично за Доктор раст. Софијанова, да им дадеме можност и на гледачите, доколку сакаат да се вклучат во програма, да постават прашање на денешната тема, што е нормална столица кај новороденче, бебе, прецеке децата во првата година од животот. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Ги очекуваме вашите прашања. Гостинка во студиото ни е професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог. Дали бебињата кои што се хранат на адаптирано млеко поретко или почесто ги празнат цревата во однос на оние бебиња кои што цицаат? Да. И тоа е, пак ќе кажам, медицина базирана на докази и она медицина во која што ние и останатите колеги правеле студии што се случува со бебињата кои што се на мајчино млеко верзус тие кои што се на адаптирано млеко. Пак ја кажам, сигурно дека адаптираното млеко ја врши работата своја кај одредена група на деца кои не можат од икс причини да бидат со своите мајки, да го имаат нивното ексклузивно доење. Меѓутоа, сигурно дека празнењето на столиците е многу почесто кај нив, пак ќе кажам, тие на различен начин го стимулираат и механизмот на овие добронамерни бактерии во стомачето, самото тегнење на цревата, самиот развој на цревата во оние први 3 месеци каде што и почнуваат да се јавуваат тие така наречени инфантилни колики или грчеви во стомачето. И обично тие се многу почести кај децата кои што се на адаптирано млеко, бидејќи затоа и се вели додека се адаптираат на нешто што не е во природата, а е сепак корисно и потребно за нив, му треба малку време, повеќе го иритира и самиот нервен систем, бидејќи цревата се практично толку многу инервирани и тоа предизвикува болка сама по себе, грчење на мускулатурата доле на цревата, додека се навикне на новото, да речем на млекото или воопшто на тој живот во кој што треба да ги абсорбира добрите работи, а да ги исфрли лошите работи, и тоа е нормално нешто што, пак ќе кажам, му треба време за адаптација. Тие така наречени инфантилни или новороденечки, а веќе и доенечки колики или грчеви се многу често, да речам, видени од страна на новороденчињата и кај мајките предизвикуваат, нели, зашто плаче, како плаче навечер, и сега и тука постојат одредени субституенти кои може да го смират стомачето. Најдоброто смирување за стомачето е мајчиното млеко, прегратката на мајката, на таткото, на родителите, и јас ја имам уште една терапија, веќе ја споделам со гледачите и со мајките да знаат раката која ќе се стави на стомачето на детето. Тоа топлина.
таа енергија што се чувствува еден кон друг, таа љубов што се споделува на тој начин и еден убав збор кој што обично го шепкаме на уфцето додека детето ни лежи на рачето, нема цена. Јас една студија читав дека навистина бакнежот на мајката кога бебето, односно детето се жали на болка, помага во првите години од животот. И да знаете дека е така. И да знаете дека е така, да. Имаме гледачи на линија да ги вклучиме во програма. Добар ден, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Повелете. Ние сме на експлозивно доење, бебето е скоро 2 месеци за некај си 10 дена. Така? На почетокот, значи, после 10 дена кога се роди, соитата му стана златно-жолта боја, како сем боја, кој што треба нели да биде. Меѓутоа, во последнава недела дена ја смени некако бојата од златно-жолта на малце покафеава, да кажеме, боја, то може малце, да кажеме, некои зелени нијанси да има, и понекога знае да има као малко лигаво ко слушче. Така. Па ме интересира да кажеме од што тоа, значи не сме примале ништо, значи јас не сум примала никакви, мислам, ни лекови, ни ништо, и одеднаш така да му се смени столицата. Така, ви благодарам за јавувањето. Убаво прашање и ќе ви го дадам веднаш одговорот. Некако кога сум ви гостинка, од она што јас не можам да го кажам, тие што ги прашуваат, буквално се наметнува да тоа што треба да се каже. Да, баш така. Значи, златно-жолтата столица, како што ја опиша мајката, е тоа што е посакувано и го говоревме тоа. Меѓутоа, веќе промената на бојата укажува дека или не е веќе доволно млекото кое што мајката го испорачува, односно го дава на детенцето, а детенцето очигледно добро расте. Сега не го прашавме тука се уште детаљи околу комуникацијата што имаме ние, педиатрите со родителите, односно со мајката, како оди тоа доење, колку е напреднато детето. Очигледно дека овде станува збор за дополнителна потреба од дохрана. Тоа може да биде замена со чајчиња, обично знаеме кога е на ексклузивно доење, и малку повеќе течност или чајче кој би го смирило стомачето, доколку истото понекогаш и бара и повеќе храна. Сега, тука исто е многу важно кога го дои. Ние имаме одреден режим на доење, ама тоа е режим многу груб израз. Вие со детето не можете режимски да постапувате. Некогаш потребата од доење може да ја сведеме на одреден временски период кога има потреба од доење, и тоа е, да кажеме, повеќе или помалку 3 часовен период, после кој се знае се дои 10 минути на едната дојка, 10 минути на другата, па се прави тој период на пауза, па да ждригне детенцето за да се ослободи од гасовите кои што доаѓаат при самото цицање. Тука може да бидат причини токму тие, евентуално ждригнување кое може да дополнително предизвика таа мала промена на столицата, гасовите. Тоа се ситни мали нијанси кои може да предизвикаат, да кажеме, промената во нијансата. Ама ова што кажува гледателката дека е накај зеленкасту, кажува дека веројатно ќе мора малку да го евентуално или појачаме млекото, ако детето напредува добро, тогаш нема потреба, би го замениле со почесто доење, евентуално со малку чајче од камилица или чајче од нане, или некој од тие бекутан чајчиња кои што се баш за оваа возраст, а дополнително на тоа, ако се напредува добро, тогаш нема потреба од ништо посебно. Ако веќе заостанува во напредувањето, тогаш да видиме која е причината, па можеби еден оброк, евентуално да го надополниме со вештачко, да кажеме, млеко. Така, ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Ден. Добар ден, повелете во програмата. Сакам првин да пофалам водителката, да пофалам. Ви благодарам многу. Се знаеме и лично. Така. Да. Сакам да пофалам, само да сакам најпопуларни зборови за докторката да пофалам и докторката највише. Така. Толку немам никакво прашање. Така, се јавивте само да не пофалите. Ви благодарам и за пофалбите. Некоја ше тоа добра комуникацијата кога оди, знаете како, и вие многу е важно како ги поставувате редоследно работите за да можеме ние да одговориме, а гледачите да го добијат посакуваниот одговор. Така, имаме уште еден гледач на линија, добив знак, ајде да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Редовно ме следам, баш редовен гледач. Ама најмногу сум среќна и задоволна кога ќе видам доктор Софијанова дека ви е гостинка. Одлично. Фала. Голем поздрав од малата Ангела, сигурно се сетија, носеше во раце за Турција. Фала. Да. Одлично. Имате некое прашање? Немам конкретно прашање, само пофални зборови
до докторката, можам слободно да кажам дека она ја спаси Ангела и благодарение на неа Ангела е жива. Така, ништо поубаво кога ќе слушнете нели вакво нешто. Нема поголема потврда за работата. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Па не ми правите вака емоции, бидејќи овде треба да бидеме нели сепак и емотивни, ама знаете како кога се децата во прашање, ако не ја носите емоцијата внатре во себе, за да можете да го дадете најдоброто, и ако не си ги чувствувате децата како пациенти, како ваши деца, тогаш тоа е дел од нашата професија која како психолози дополнително треба да имаме во нас. Јас имам уште навистина многу прашања, многу малку време, сега гледав да направам селекција. Еве ова прашање нека биде следно, зашто понекога се случува во столицата на детето да има парченца на несварена храна. Тоа е во периодот откако ќе започне дохраната, односно внесот на немлечна исхрана, кашички, па потоа парченца на храна и слично. Знаете како, делот исхраната која ние употребуваме и за која зборуваме може да содржи во себе некои внатрешни елементи кои не ги толерира едноставно стомачето, и ние сите и понатаму во животот нешто толерираме, нешто повеќе ни е драго, нешто помалку ни е драго. И мислам дека во суштина тоа се работи ако не толерира стомачето тоа што зборуваме, значи дополнително внесување на некои материи, тогаш може да се најдат тие парченца, значи не може цревцето да го абсорбира тоа од млекото. И самото неабсорбирање доведува до тоа да се исфрли такво какво што е и на тоа да направи, ете така да речеме, во самата столица одредени сегменти кои што не се сварени доволно добро. Тоа укажува и дека треба да направиме и пауза од еден до друг оброк, бидејќи на тој начин со самата пауза му даваме простор на цревото да се брзо да се оправи, и при тоа ако видиме и такви парченца, убаво е да дадеме пробиотик малку да го освежи цревото, или некој чајче или вода кој ќе го исплакне цревото и ќе му биде потнатаму следната храна по нормална и подобра. Беше задоволство денеска да се разговара со вас. Навистина ми е драго што на гледачите им појаснивте што представува нормална столица кај бебето во првата година од животот. Се гледаме повторно. Во секое време. Ала и вас. Ова беше се во денешното издание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.